Во срцето на Скопје се наоѓа мала семејна пивара која со многу посветеност и љубов произведува крафт пиво. Оваа пивница создава уникатни вкусови кои го освојуваат љубителите на пивото ширум земјата. Приказната почна 2017-2018, каде што се собравме тројца пријатели кои што правевме домашно пиво до тогаш, ентузијастично, и видовме дека на оваа сцена во Македонија не е баш развиена пивската култура, па решивме да направиме една крафт пивара која што малку ќе го зголеми диапазонот на пивски стилови и на тој начин ја започнавме приказната. Денеска имаме до сега направено отприлика 10 стилови на пиво, кои што некои ги ротираме сезонски се. Меѓутоа најзастапени ни целата година ни се Фоксот PLL, Ведата пченичната ипа, Калеш темна ипа, за која што имаме земено грант од Фондот за иновации за иновативен производ. Исто така имаме Session ипа која што ја пласираме во летните периоди. Таа е доста ароматична, меѓутоа со низок процент на алкохол и доста повеќе се пие во тој период. Исто така имаме Pumpkin Ale, односно со тиква и со зачини. Тоа е карактеристично за зимскиот период, оние празнични денови. Имаме Stout со кафе и со ванила. И сега моментално пласираме уште еден производ. Исто така правиме и една соработка со Micropop, каде што правиме чили портер, односно пиво, темно пиво со чили пиперчиња. Тоа е луто пиво, така да баш интересно. Премногу ни е битно брендингот да биде препознаен и едноставно секоја етикета е направена во согласно со самиот стил и самиот вкус. До сегашниот процес имаме 4 ферментори кои што ни овозможуваат на месечно ниво да произведуваме 4000 литри пиво. Меѓутоа, како што споменав и претходно, до крајот на годината ќе набавиме дополнителна опрема што ќе ни овозможи уште 1000 литри на месечно ниво да го зголемиме производството. Инаку, низ Скопје особено, имаме околу 15 на 20 локали кои што ги пласираме нашите производи и настојуваме тој број да се зголемува согласно капацитетите и плановите за производство дополнително што ќе го спроведеме во следните месеци. Уште од самиот почеток сакавме да го реискористуваме јачменот на некој начин. Најдовме неколку луѓе кои што држуваат кокошки и свињи кои што одгледуваат и на нив им го донираме јачменот за да може да се заврши оној целиот круг на циркуларната економија, затоа што кога ќе ги извадиме состојките, односно шеќерите од самиот јачмен, waste-от, односно отпадот од самиот јачмен е многу убав. Има само белковини, аминокиселини, затоа што целиот шеќер е изваден. Тоа е баш убава храна за животните, дури и за нас. Значи ние можеме од јачменот да правиме брашно. Све што правиме за да биде со одличен квалитет. И во однос на стиловите и во однос на вкусот на самото пиво цело време се обидуваме да го подобриме, како да ја зголемиме ефикасноста од целиот процес за да го подобриме квалитетот на самото пиво.